Здраво, здраво. Одиме со лекција 2 од книгата Шрите. Ке кажам дека без разлика по која книга ќе учите, дали ќе биде Шрите, Меншен, Темен или која и да било, сепак фондот на зборови е тој. Ова видео е направено по лекција број 2, каде што се спомнуваат има зборови од семејство и броеви до 20. Почнуваме со лекцијата. Die Familie, семејство, die Freunde, пријатели, und, и, hier, тука, auch, исто така, jetzt, сега. Тука го сретнавме и mein, што значи мој. Das ist mein Freund Marco. Ова е мојот пријател Марко. Das ist mein Freund Marco. Ова е мојот пријател Марко. За женски род имаме meine. Das ist meine Tochter. Ова е мојата ќерка. Tochter е ќерка. Значи, das ist meine Tochter. Ова е мојата ќерка. А за женски род спомнав се користи meine и имаме meine Mutter, мојата мајка, и mein Vater, мој татко. Родители се викаат die Eltern. Родители, die Eltern. Спомнавме татко, der Vater и der Sohn. Der Vater е татко, der Sohn е син. Die Mutter, женски род, мајка, и die Tochter, ќерка, одат со членот die. И самите можете да забележите дека татко и син одат со член der. Der се користи за машки род. Der Vater, der Sohn. Тоа се определени членови и die Mutter, die Tochter, die за женски род. Браќа и сестри се викаат die Geschwister. Die Geschwister, браќа и сестри. Брат е der Bruder, брат. Гледате повторно членот der. А сестра е die Schwester, сестра. Das Kind, дете. Die Kinder, деца во множина се користи die. Das е член за среден род, значи das Kind, die Kinder. Уште еднаш ќе напоменам дека der е за машки род, die е за женски род, исто се користи во множина и das е за среден род. Одиме понатаму. Die Großeltern, дедо и баба, Großeltern, дедо и баба. Der Großvater, дедо, die Großmutter, баба. Намерно ви ги имам тука со различна боја за да видите како е направена таа кованица. Der Großvater, die Großmutter. Понатаму продолжуваме со дедо и баба, меѓутоа дедо и баба во смисла на мајка и татко на жена или свекор и свекрва, мајка и татко на мажот. Die Schwiegereltern. Die Schwiegereltern. Значи дедо и баба и свекор и свекрва. Дедо или свекор се вика der Schwiegervater. Der Schwiegervater. Баба или свекрва die Schwiegermutter. Die Schwiegermutter. Забележувате и во читањето и р се чита како а, потоа гледате в како ф, а сцх на почеток ш. Schwieger, w, Schwiegervater, Schwiegermutter. Понатаму имаме сна од син, се вика die Schwiegertochter. Die Schwiegertochter, сна од син. Der Schwiegersohn, зет од ќерка. Der Schwiegersohn, значи тоа е зет од ќерка и сна имаме од син. Тетка, стрина или вујна се вика die Tante. Die Tante, тетка, стрина, вујна. Der Onkel, тетин, вујко или чичко, der Onkel. Внука, die Enkelin. И внук, der Enkel. Имаме тука и внук од сестра, внук од
брат, меѓутоа тој имаат различни имиња и тука нема да ги спомнеме, значи ова се внук. Der Enkel и die Enkelin внука. Спомнав дека определени членови се der, die и das. Der се користи за машки род, die се користи за женски род и за множина, das се користи за среден род. И еве како преглед, die Eltern, родители, der Vater, die Mutter, der Bruder, der Sohn, значи машки род одат, од десна страна ги имате женски род, die Mutter, die Schwester и die Tochter. И како што спомнав, во оваа лекција се среќаваат и броевите, die Zahlen, броеви. Тука ги имате од 1 до 10 на оваа слика, имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Уште еднаш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одиме понатаму. 11 е 11, 12 е 12. О со две точки се чита како О. 12. И понатаму од 13 до 19 се прават со цен. Рековме дека цен е 10. И имаме 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Гледате, има промена мала во 7, значи од 6 и 7 имаме 16 и 17. Во првиот случај кај 6 се губи С на крај, а кај 7 зимен се губи Е и На. На сите останати само се додава цен. Го гледате и бројот 20, 20. Значи на целите броеви се додава на крај цих. Во лекцијата ги имате броевите до 20, меѓутоа одлучив да ви ги дадам и целите броеви за да направите самите споредба. Имаме 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100. Тука З се чита како Ц, ви имам дадено од правилата, и Г на крај се чита како Их, и ја имате наставката цела тука З и Г, цих. И затоа имаме 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 90. 100 е 100. И толку во оваа лекција. Имате уште една лекција од порано направена која што ги опфаќа броевите и семејството. Доколку нешто не ви е јасно тука, можете и таа лекција да ја погледнете. И еве на крај ви ги давам и некои од правилата за читање што веќе ги спомнавме. В се чита Ф, додека W се чита В. Е и Р на крај се читаше како А, С, Ц, Х, Ш. Ви спомнав за З во броевите дека се чита Ц го имавме, а С се чита З. Често го зборовите го среќавате и Е и И, ај, додека ако стои обратно И па Е, се чита како долго И. Го имавме тука и Г, се читаше Их. Тоа е околу правилата, можете и да си ги напишете и полесно да ви биде. Не сакав посебна лекција за правила, бидејќи на мене ми беа малку потешки и понапорни за учење, па вака полесно некако низ зборовите. Ова беше се во оваа втора лекција од книгата Шрите. Ке има уште неколку материјали за оваа лекција. Сега ќе ве поздравам и ќе ви посакам се најдобро. Чус! Со нас учењето германски е полесно. Онлайн часови, видеа на YouTube, скрипта прилагодена за вашите почетнички потреби. Освен зборови и реченици на германски јазик, добивате и превод на истите и како се читаат напишено со кирилица. Доколку сте заинтересирани, нашата скрипта можете да ја порачате на линкот кој што го имате во описот на оваа видео. Лело Едукативен центар.